може да се применува ретроактивно и сите оние кои што имаат добиено концесијата врз основа на јавен повик, значи по старото правило, после завршувањето на периодот за кој што имаат добиено концесијата, ако сакат да ја продолжат, и тие ќе треба да излезат на електронска аукција. Тоа е во првиот дел. Она што го поставивте како прашање во 3-4 реплики, што правиме со приватното земјиште. Еве јас ќе ви кажам. Значи што правиме? Прво, никој не смее да не дозволи да се лови дивеч на неговото земјиште, ако е влезено во рамките на територијата која што е издадена под концесија. Меѓутоа, ако тој толку сака да си го заштити земјиштето, тогаш може да си го огради слободно, бидејќи е приватен имот, и тогаш нема никој да има право да влегува во приватен имот, ако е ограден од негова страна. Така да, таа теза дека 50 до 60% од приватното земјиште ќе било во рамките на територијата која што се издава под концесија, па ако не добие неговото друштво, тогаш ќе имало проблем. Нема да има никаков проблем, нека си го огради, сите имаме приватни имоти, вклучително дворови, ниви и така натаму, ќе си го огради земјиштето и никој не смее да ја наруши приватноста на земјиштето, кое што е уставна категорија. Инаку врз остава, исто така сакам да кажам некои работи, дека е имало реакции сега од страна на ловните здруженија. Да, навистина има реакции. И јас сум запознат со 2-3 ловни друштва и во Босилово, и во Ново село, со луѓето имав и одредени состаноци, меѓутоа и до сега имаше реакции. Вие знаете дека еден познат струмички бизнесмен од општина Босилово закупи огромни земјишта, значи доби на јавен повик огромни земјишта во територијата на Огражден, планината и Берово, и имаше огромни реакции од страна на ловците како тоа еден човек успеал да добие толкова територија. Значи, територијата за која знаеме сега, да не го спомнуваме, човекот не е фер, бидејќи не е тука и нема ни потреба, значи, ја доби на врз основа на стариот закон. Сега имаме една чиста ситуација. Значи, имаме јавен оглас, се пријавуваат сите правни лица кои што треба да исполнат одредени услови, тоа е да се регистрирани за лов и така натаму. Оној кој што ќе понуди најповолна цена, тој ја добива концесијата за дивечот кој што се наоѓа на определена територија одредена како едно ловиште, си има рок од 60 дена врз основа на законот да си ги исполни сите технички и персонални услови кои што се потребни за одржување на тој терен, и мислам дека нема да има никаков проблем. Исто така знам, бидејќи дојдоа представници од ловните друштва од Струмичкиот регион кај мене, како пратеник во пратеничката канцеларија имавме состанок, јас ги упатив во неделата кога имавме отворен ден на Министерството за земјоделие, дојдоа, разговара, еве тука е заменик министерот како жив сведок со министерот, значи им договоривме состанок да ги расчистиме оние некои дилеми кои што беа кај нив. И јас верувам дека барем во Струмичкиот регион, каде што имаме силни ловни друштва, каде што има по 400, 500, 600 членови, мислам дека нема да биде проблем и ги исполнуваат сите услови и до сега, значи тие луѓе и до сега си имаат и добро стопанисуваат со дивечот, значи си ги исполнуваат сите услови, си имаат организирано ловочуварска служба и така натаму пријавено луѓе. Мислам дека нема да има никаков проблем да се јават на јавниот повик, на тендерот кој што ќе биде излезен за нивното ловиште, и на тој начин да се аплицираат и врз основа на чланарината која што ја собираат и до сега, да се ја платат концесијата на 10 еднакви рати. Значи не јасно се пишува во законот дека бидејќи концесиите ќе се објавуваат за 10 години, тие нема потреба да ја платат концесијата наеднаш, туку ќе се плаќаат секоја година, значи на 10 подеднакви рати, и мислам исто така дека нема да биде никаков проблем 2% од почетната цена да ги внесат како дел за учество во лицитацијата, бидејќи се работи за ловни друштва кои што и во Струмичкиот, и во Босилскиот, и во Новоселскиот регион има доста голем број на членови, каде што и постои огромна традиција за ловство во нашиот регион,
и мислам дека врз основа на самите чланарine кои што ја плаќаат како ловџи, ќе се друштвото ќе обезбеди средства за учество, за добивање на концесијата и за исполнување на оние технички и персонални услови кои што им се потребни за да го исполнат врските спрема закон. Кога сега зборуваме за грчки фирми, бидејќи постои одреден страф кај тие ловни друштва, посебно во регионот на Струмица, Битолско, Гевгелиско, каде што е близко границата со Грција. Јас сакам една работа да ви кажам. Значи, зошто да не влезе приватен капитал, па и во тој дел? Ние и сега имаме неколку резервати приватни, кои што добро се грижат за дивечот кој што се наоѓа во нивниот резерват, и не се согласувам со вашата теза дека ќе дојдат луѓе кои што ќе гледат само профит, ќе го испразнат дивечот и ќе станат ќе си одат. Ве парафразирам, еве да не можеби сгрешив нешто, меѓутоа така рековте. Од прилика така. Кога некој е приватен стопанственик, еве јас доаѓам од приватниот сектор, нема логика да не вложи за да земе. Ама ако не вложи, не може и да земе. Нормално е дека ако некој приватен стопанственик лицитира и добива концесија, не само за ловиште или за некој бизнес и така натаму, нормално е дека тој ќе очекува профит. Тоа е бизнес логика. Меѓутоа, за да очекува профит, треба да создаде услови. А условите се да се грижи за дивечот, значи не може тој да има профит ако нема дивеч. Што ќе ловат луѓето таму? Значи нормално е дека ќе има профит од тоа, меѓутоа јас верувам дека ќе се грижи многу повеќе отколку било кои ловни друштва и вложива многу повеќе затоа што има средства да вложи. Не велам, мислам сега да не велам грешка, сватам дека ловните друштва не се грижеле до сега, меѓутоа нивните пари или средства се ограничени. И тие се исклучиво се добиват врз основ на чланарината која што се плаќа годишна чланарина. Ако имаме ние приватен капитал, тој многу повеќе ќе вложи, ќе направи одредени услови кои што ги спомна и колегата Пашевски, можеби и ќе донесе нов дивеч, ќе се грижи за негово размножување и така натаму заштита, и врз основа на тоа ќе се развива тој ловен туризам кој што е, да кажеме, добар и за развојот на економијата во државата. Тоа може би еден огромен мал сегмент во вкупната економија, меѓутоа време е конечно да почнеме и ловството да го гледаме како бизнес, бидејќи секаде во светот ловството се гледа на некои начини како бизнес. Имаме ние луѓе кои што од Македонија одат ловат по одредени резервати и плаќаат огромни суми на пари. Како што и до сега има луѓе кои што од соседна Грција доаѓаат на наши приватни ловишта, си плаќат за одредена нивна активност која што ја вршат на тие ловишта. Така да и во тој дел не гледам нешто лошо. А што се однесува на Стрмичкиот регион, бидејќи доаѓаме од таму, бидејќи реакциите ни се од истите ловни друштва, мислам дека барем на нашата територија ловните друштва се добростоечки, до сега успешно функционира, мислам и дека во иднина не би требало да има проблем околу концесијата на ловиштето. Благодарам. Контрареплика колегата Пан.